Институтот за истражување во областа на безбедноста и демократизацијата на човековите права и слободи, кој се занимава со анализи и истражувања за собствени потреби во својата анкета на јавно мислење, спроведена телефонски во период од 29.6. до 30.7. врз 1323 испитаници дошла до следниве резултати. На прашањето за која партија би гласале на изборите што ќе се одржат на 15. јули за СДСМ и коалицијата и БЕСА се изјасниле 20,4% од испитаниците, а за ВМРО ДПМН 24,3%. За ДУИ би гласале 4,2%, а за Алијансата на албанците 3,1% од испитаниците. Изразено по изборни единици и број на мандати, ВМРО ДПМН би освоил 54%, СДСМ БЕСА 47 или 7 помалку, понатаму ДУИ ќе освои 11 мандати, а Алијансата на албанците вкупно 8. Уште една во низата е анкетата на ИПИС, проведена помеѓу 2 и 5 јули, според која за ВМРО ДПМН би гласале 21,9% од граѓаните, а за коалицијата СДСМ и БЕСА 19,8%. Потоа следуваат партиите на албанците ДУИ со 5,9% и коалицијата на Села и Гаши со 4,2%. На анкетата се појавуваат уште и Левица со 1,3% и ДПА со 0,9%. Она што е важно за одбележување е дека околу третина од испитаниците не сакаат да кажат за кого ќе гласаат или се уште не се определени. Од политичарите најголема доверба според оваа анкета имаат Христијан Мицковски со 19,2% и Зоран Заев со 17,6%. На Али Ахмети му веруваат 6,5% од испитаниците, на Зиедин Села 3,9%, а за околу 1% на Димитар Апасиев, Африм Гаши, Билал Касими и Мендух Тачи. На ниту еден политичар не веруваат 26,6% од граѓаните. Претходно беше објавена и анкета на Брима според која СДСМ и БЕСА имаат предност пред ВМРО ДПМН од околу 4%, а Заев дури двојно поголема доверба од Мицковски. Според оваа анкета, 18,7% од граѓаните рекле дека ќе гласаат за СДСМ, 15,1% за ВМРО ДПМН, за ДУИ би гласале 8,2% и за Алијанса за албанците 4,9%. Изборните правила предвидуваат дека испитувањето на јавното мислење може да се прави и објавува заклучно со утре 9 јули.